Говорни мерачи на шеќер во крвта, притисок, говорни топломери и часовници, како и часовници на браја во писмо, добија слепите лица од Македонија. Министерството за труд и социјална политика им ги подели овие помагала, се со цел да им се улесни животот на овие лица. Оваа година ќе издвоиме околу 1 милион денари за околу 800 примероци на помагала кои што ќе им користат на членовите на Националниот сојуз на слепи лица. Се работи за говорни мерачи за притисок, говорни мерачи за шеќер во крвта, индикатори за течност, говорни топломери, говорни часовници, исто така часовници на брајово писмо кои што треба да им го олеснат секојдневниот живот на слепите лица во Република Македонија. Владата на Република Македонија на лицата кои се со 100% оштетен вид им доделува месечен надоместок од 7.000 динари, а се опфатени околу 2.500 лица. Воедно министерот соопшти дека успешно се реализира и проектот за вработување на 300 лица со попреченост. Веќе голем дел од нив се вработени во 105 институции. Овој проект е во завршна фаза на реализација. Со истиот им помогнавме на огромен број на граѓани од најразличен вид и степен на инвалидност. Практично со огласот ги опфативме оние најранливите лица со инвалидност кои што подолг период се без работа и кои што се во најтешка материјална состојба. Опфатени се лица од сите видови на лица со инвалидност, односно и слепи и слабовидни лица и глуви, глувонеми лица, исто така опфатени се лица со комбинирани пречки, лица со интелектуална попреченост и лица со телесен инвалидитет. До сега над 200 лица веќе работат во јавната и во државната администрација. Министерството за труд и социјална политика и владата ќе продолжат и понатаму со мерките за подобрување на животот на лицата со инвалидитет, истакна министерот Спасов.